Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Стрелање во глинени голуби е олимписки спорт кој е измислен пред стотина и повеќе години, спорт преку кој ловжиите, за да не стрелаат во животни, а сепак да ги задоволат своите страсти, стрелаат токму во тие глинени гулаби. Меѓутоа, не станува збор ни за такви гулаби, затоа што метата е ваква и се стрела во неа, па секој погодок, како во секој спорт, се поентира и на крајот се добива оној победник во финалниот надпревар. Може би ќе бидете изненадени, но токму овој спорт го привлече нашето внимание, а најмногу и поради фактот што таму некаде во близината на Богданци има едно стрелиште наречено Магнум. Тоа стрелиште функционира повеќе години и е едно од најубавите и најопремените на Балканот. Велат, кога ќе се тргне од Солун, тогаш следното такво стрелиште е во Богданци, она Магнум, и третото е во Белград. Во тоа стрелиште има и еден голем ентузијаст кој практично представува и легенда во овој спорт на некој начин, бидејќи е и единствен судија меѓународен од нашата држава за стрелање во глинени гулаби. Станува збор за Ристо Попов, популарно наречен Ице Ицко, секако во тие краишта познат, и тој сега малку поотблиску ќе ја каже историјата на овој спорт во Македонија и како всушност се одвиваат тие надпревари. Што е суштината на тој надпревар? А сигурно спортот е вреднуван во олимпизмот, затоа што е и олимписки спорт и тој се одржува на олимпиадите од 1912 година. И сега прашање на почетокот за Ице, кој беше поводот, која беше причината, еве ти да се најдеш во овој спорт стрелање на глинени гулаби? Прво една голема благодарност што еве после толку години да не ги именувам пред вас само една телевизија и еден од новините кој на некој начин слушнале и дојдоа, али позванично и поофицијално, вие сте први. Јас како прв пат кој почнав го видов од малку постарите од мене, бидејќи јас малку покасно се уклучив, а поофицијално, и тоа ме навлече на ова да бидам малку по-ентузијаст и по-озбилно да сватам, 1998 година по осамостојувањето на Република Македонија, фактички падна првата клапа, еве и ние да отидеме надвор од Македонија со овој спорт, да направиме една презентација на Македонија. Тоа се деси на Камник. Морам да кажам дека во тој еден таков мини разговор се договоривме да одиме, па да тргнеме и мораме да успееме во оваа работа. Благодарение тогаш на еден од преседателите на Стрелачка федерација на Македонија, господинот Ристо Мицков, кој буквално он е тој кој ја иницираше таа капсула, да одете, јас стоам позади вас. И вие даде таа енергија. Енергија ни даде, не се секирете, одете, јас стоам позади вас. Одделот некој финансиски не помогна, а другото остана да господинот Васил Христовски, тука беа Климе Батунков, Јошко, Коста Поцков и јас секој на некој начин си ја распоредивме таа улога кој што, кој како. Мене ме замолија, пошто моето работно место беше претходно кај што работев на една таква позиција, да можам да малку полесно да ги олесниме сите оние поминувања, бидејќи се работи за оружје. Поминуваш една, две, три граници. А ти цариник ги знаеш тие работи. Добро, јас тоа не сакам да кажам, Добро те знаат овие нашите што врват таму. И не беше толку битно, него ете на некој начин колегите има во обзир, бидејќи првото патување кога отидовме доле на Кипар,
Моравме да носиш оружје. Кога дојдовме кај комшиите од оздала, толку беа љубезни, ни обезбедија и пратња до аеродромот, до Солонскиот аеродром, за да можеме на многу подобар и посигурен начин да влеземе внатре. Сега во тоа има посебна процедура. Секој кој што стрелат си носат своја амуниција со себе. Така да и нашата репрезентација со таа амуниција што вршеа тренинзи, така истото и со тоа отидоа и на Кипар. Ај немавме представа како изгледа тоа. Прв пат доаѓаш на едно такво среща. Благодарение на таа соработка со колегите, успешно влеговме во авионот и најавени бевме и во Солон, на Солонскиот аеродром, без никакви проблеми се става оружјето, муницијата, доаѓаме на Кипар. Дојдовме таму, јас колку го познам грчкиот јазик, се почнав да се соочувам со некои работи, бидејќи таму кипраните не го зборат исто како грчкиот, на некој нивен дијалект, но успеав на некој начин да допрам до тие луѓе кои што стварно ни дадоа голема помош. А ти да кажеш беше водач на репрезентација. Да, како водич, така ми да. Но една голема благодарност на господинот Петро Кирицис, кој не разбра, му објаснив, не разбра и сите работи полека почна да ми ги објаснува. Ќе дојдеш тука, ќе земеш поштата, тука ќе се јавиш на овој дел, имате направено кај треба да се стрела за официјални стрелишта. Така да едно усмерување во таа работа ми помогна, имав голема помош од тој господин Петро Кирицис. До денеска. Да, и голема благодарност и за моето, тој што дојдов до една судијска лиценца. Тој и Лордос Димитар се едни од најголемите за мене, никој пат не заборавни, бидејќи тие се луѓето кои што ме пуштија во овие води. Од друга страна, пред да тргнеме, сватив дека треба да ја представиме државата. Кога се представува државата, мораш да отидеш обележја да има. Обележја и сите работи, ние сме нова. Се обратив до, мислам дека тогаш беше хаджијски тренер на репрезентацијата на Македонија, викам, вака и вака да ни даете некој грб, а вика, лепенки имаме. Ни тоа не можеме да го направиме. Со тројца луѓе од тука од Скопје, Симе, Зоки, Чарли, таму, Владко, некој тетовец, викат, остајте, ние ќе го направиме. Јас мислам, не тврдам, али мислам дека првиот везен грб излегува таму. Тоа го направивме. Се спремаа кошели работи, кога дојдовме, на некој начин, да бевме малку приметени, малку изненадени од Гркот, кој што самиот грчкиот шеф на грчката репрезентација вика, многу добро сте облечени, они мислеа дека ние стварно ќе направиме некој голем бум со пукањето, бидејќи немавме толку големо искуство, ниту големи припреми, за тоа требаше и време, и пари. Тоа пан се стана една таква ситуација, ќе одеме, но не зажаливме. Македонија беше представена и како забележени, но со големи високи резултати не, бидејќи се уште беше почетокот. Мада од таму тргна и Јордан Христовски, Драган Рапиновиќ, Николчо од Канев, Коста Поцков, и од тука почнаа веќе да се редат, се префрливме на Балканијадите, кој од Балканијадите почна веќе овој спорт и македонските спортисти да се покажуваат, да бидат запазени, а од друга страна веќе почнаа веќе и лобирање, бидејќи го видеа еден страшен талент Јордан Христовски, кој неколку од овие балканските земји дојдеа со мене да преговара дали има шанса да пука за нивната репрезентација. Таа сета работа како одедев од стрелиште до стрелиште, со мене носев апарати, камери, се што беше интересно, јас тоа го купував. Го собирав на еден ден и реков, дај да направиме и ни една таква работа. Но тука не застана, јас како стрелач не можам да се пофалам, немам некои големи резултати, заради тоа што касно тргнав, а и немав толку време за... Да, и се одаде повеќе на организацијата, на репрезентација, на клубови, на надпревари и слично. На неколку одење на турнири во Солон, пошто на мене ми беше многу близко Лангада, и така во една ситуација, кога ме виде господинот Петро Кирицис, кој беше дојден да држи семинари за суди, а вика, ајде да влези. Влегов да слушам, без некои тенденции дека ќе полагам. А господинот Петро се инаку одговорен во Меѓународната федерација. Господинот Петро Кирицис е председател на техничка комисија во Светската федерација.
и малку повеќе од Европа и Блискиот Исток до Африка. Тој е еден, без негов подпис не може нито едно светско првенство, ни европско првенство во овој нашиот дел да биде одржано, бидејќи комплетно цела таа голема на работа, кај што без да може да одржите на такво првенство или таков турнир, барат многу големи работи. Ќе се вратиме на овој спорт, но интересно е да кажеш нешто. И мене ме заинтригира тоа кога го кажа за гулабот во Англија, стрелале во гулаби, ги пуштале таму множство, па сега стрелците удираат во нив, стрелаат во нив и некој се повредил. Сирото гулабче лета и долетало каде? Не личело на ова е имитација. Да. Во една прилика, мислам дека беше тоа во Загреб, на Европско првенство, Милан Шотра, кој што е, да не кажам, еден човек кој што го направи најубавото стрелиште во светот. Тоа веќе го кажувам, докај што одам на судење, секаде кој ќе се собереме, сите стално прашуваат ковило, како е ковило. Тоа е едно од најубавите стрелишта до сега, барем јас кај што имам видено, а и слушано од другите. Тој господин Милан Шотра, нажалост сега не е веќе меѓу живите, и Џеват Казнедар почна да ја кажуваат приказната. И тука се заинтересирав да го прашам како дојде до оваа работа. И кажа, зошто го викат кралевски спорт? Така да кралевите пукале на тие живи гулаби кои што од дупка се во кафеси доаѓа еден и ги фрла. И они пукајки, но еден од тие со скршено крило летајки доаѓа на замокот кај што кралицата ги пратила како пука и од сожалување, кога го видела дека ова е скршена како на голаба да има очи во очите солзи, се симиња долу и рекол стоп. Од денеска не смеете да пукате во живи голуби. А вие вашата страст направите ја на некој друг начин. Од тука, пошто адреналинот не може да се запре пре оваа работа, и они ги измислуваат ова. Јас не бе во могуćности од Кипар да донесам. Има стварно веќе вистинско направено од истото како овие што се, како голубче едно, но тоа е во една специјална дисциплина кај што го пукат. Бидејќи во олимпискиот спорт постојат само 3 дисциплини. Дојдовме до дисциплините, па ајде малку за гледачите, зашто и ти самиот имаш ретка можност вака пред јавноста да кажеш и да ги запознаеш и нив со овој спорт, колку дисциплини јас знам. Еве ќе кажам, на олимпијадите сум присуствувал, сум бил, директни преноси не сме вршеле, вршат земјите каде што овој спорт има шампиони и каде што има многу поголемо интересирање. Ние сме коментирале 4-5 минути во прегледите, за да се информира јавноста кој е носител на златен, сребрен, бронзен медал во тој спорт, во стрелање глинени гулаби. И таму среќававме често трап, двоен трап, скип и така, па ајде, кажи ни ти. Олимписки дисциплини се скит, трап, дупли трап и скит. Тоа е малку пошироко, не зна, прво немаме толку голем простор за да можеме поединечно во секоја една дисциплина да го објаснуваме, но трапот е едно од дисциплина кој мора да биде изведена со 15 тие робот машини за изфрлување на глинени голуби. Се оди од 5 места и 6 од резерве, значи во секоја серија се пукат со 6 стрелачи. 15 машини, 15 различни агби. 15 различни агби. Секој едно место го обслужува 3 робот машини. Значи на секој еден од тие 5 места кај што се за пукање, испред вас, која на повикување, тоа е се електронски преку микрофон, на секој повикување од местото кај што веќе е означено дека треба да излезе голубот, го обслужува 3 машини, 3 робот машини, но никој пат нема да знаете кој правец ќе ви биде пуштен, дали лево, десно или право. Тоа до сега уште никој го нема, од сите стрелачи го нема научено шемата, за да може да знае па да крене на едната или на другата страна. Затоа го викаат и летачки мети, стрелање во летачки мети, така. Не секогаш гулави. Да.
скитот се врши на две кули, исто во полукруг и го се обавува со две машини. А за дуплиот трап се изведува на истото стрелиште кај што се за трапот, но се пука само, се стрела уствари само од третата батерија и тие три машини се во шема. Дали ќе бидат прва и трета, прва и втора и трета и втора, тоа го одредува шемите кои се од Светската федерација. А тоа не го знаат стрелците. Тие само чекаат и се концентрираат. Само ги знаат правецот на гулабите, што секој судија пред почетокот на секој еден турнир серијски е должен на првата серија да дојде да ги собере таа серија што се и да им ги покаже на тие неколку серии кои што доаѓаат, да им се покажат правците на гулабите. Доколку има некој приметба, што тоа мораме ние да го уважиме, ако некој веќе се пожели дека не, овој агол не е баш така, не излегува голово тоа, должни сме да го повикаме жирито, тоест контролорите, така наречени тие со црвени елеци, кои ги гледате на телевизија, жири кај што тие се тие кои што сигнализираме, доаѓаат они, проверуваат и кажуваат коригират или не коригират. Но претходно тие се ја знаат многу добро работата, така да е толку добро направено што немат потреба за повеќе за корекција. Не ги објасни трите дисциплини и сега одиме повторно на твојата кариера. Ме интересира што беше причината, еве, толку да се загрееш за овој спорт, па да земеш и да опремиш едно стрелиште како што е тоа стрелиште наречено Магнум во близината на Богданци. Секој еден спорт, сега да не навлегуваме само за нашиот спорт, кога дискутираме вака да малку сакаме на гледачите да им се представа дека секој еден што работи во спортот, сега има некои што живеат од спортот, али јас моментално не живеам од спортот, живеам за спортот. Таа љубов, тој ентузијазам, со минимални таму, со неколку ние, успеавме да го направиме тоа, заради тоа што на некој начин тоа одење, комуницирање со луѓето, тие комуникации во цел свет кои што се направени, да не ги именуваме заради тоа што тоа не е многу значајно за гледачите, направија тоа да малку се тргнам, а видов дека во Македонија тешка е таа работа да дојдеш до некои поголеми турнири, да можеш по екипи луѓе да изведуваш надвор, па да можеш на некој начин тоа. Затоа се одлучив да дојдам една случајно со господинот Кирицис во Солон, која ми случајност беше да тие полагат за суди, па бидејќи бев тука ме покани и мене. Влегов 4 сата, го изслуша, пошто беше за овој спортот, ми беше интересно да научам, го изслушав тој турнир и на крајот доаѓа он ми дават тие тестовите што се, ги гледам А, Б, С и Д само означени, за окружување беше, немаше со читање. Се насмеав, му викам, јас не знам, јас зборам грчки, ама не знам да читам и да пишувам. Него среќа имав последен, пошто седнавме, со еден од Серес, добар мој пријател, кој долги години се знаеме од Лангада, го замолив, дали можеш ти мене да ми ги прочиташ на глас, а јас од таму да се заокружувам, да знам кој е, дали е по така или не е така. Кога се заврши тоа, не така озбилно имаше пристапно околу ова, мислам дека тоа е само да помине времето. Кога заврши тоа, после прегледот пак не собраа во салата и ни викаат, господинот Јерици, вика, имам еден преседант, успешно е завршен овој семинар, но има еден преседант од кој морам да го кажам, еден има 50-50. Тоа е сега Темелидис, кој веќе достигна до црвен елек и котира многу високо во Светската федерација и како судија и како жири. И ти од тој беше 50-50. Судија или тоа беше почеток? Значи. Почетокот беше тоа. А каже, вика, морам да кажам и уште еден има меѓу вас еден кој што не пишува и не чита грчки, а има 50-40 и ти има трет резултат и сите се свртија на кај мене. Тука не застана. Јас добив некако уште повеќе и кога отидовме во Белград, ми се јавија, отидов во Белград, тука беше веќе крајот, бидејќи бев малце и подготвен,
познавав, дојдов до некои материјали со помош на овој Гркот. Неколку пати бев на консултација, на разгледување, подучување и така, и кога бев во Белград, јас и господинот Милан Шотро од 50-49 имавме двајца, и тука ги добив документите, кои ми беа веќе подполнети од Практично лиценца дека си судија. лиценцата, само што требаше да ги донесам, да извадам од онтомологија еден лекарско верение и мојата федерација да ми удри печат. Сега тука дојдов до една несакана работа. Јас не можам тоа еднаш вака да го прескокнам, бидејќи толку години тоа се влече. Кога дојдов до еден малце поголем функционер во Стрелачката федерација, со сета радост му ги покажав документите, викам: господине, еве, од денеска и Македонија може да се закраси со еден меѓунареден судија, кој ќе ја представувам државата надвор од Македонија на сигурно добар начин. Бев дочекан, јас мислев дека ќе повика новинари и ќе За да ја соопшти информацијата. За да ја соопшти информацијата. Бев дочекан толку непријатно со зборовите: кого ти праша да отидеш да полагаш? И ти што му викаш, ем со своји пари, со своји средства, јас прво не полагам да дојдам до ова, да. Тоа е добро и за Македонија, ти е така. Јас прво не знаев, бев се чудоневиден, зошто, што грешка направив, што отидов јас со мои пари, со мои средства, сам да отидам да полагам, не дојдов да барам пари од Федерацијата или од Агенција за млади спорт, па да отидам, бидејќи има и во Македонија уште еден таков случај како мене. Тој отиде на лични своји средства во Минхен, полагаше за воздушна малокалибарка. Слушнав дека полагал, а зошто и како, се уште не суди, не знам. Иначе, пред мене, јас не ги познавам, знам за госпоđа Некифорович, да ми прости на презимето, не се познавам уште, не сум ги сретнал, и уште двајца кои имат добиена лиценца, дали имат судена или не знам. Бидејќи до сега јас имам учествувано на 6 светски првенства, од кои двете во Дубај, тоа е посебна дисциплина спортинг, и тука е од задниот пат имавме 840 стрелачи. И тука не постои граница кај нив. Во овој спорт нема граница. Во пустиња. 2011 година имаше преседант во Београд кој што две близначиња од Белорусија пука на 14 години. Ама за тоа имавме и французен кој пукаше на 72 години. Значи нема ограничување. Нема ограничување, додека рефлексите, осетот и она ве држи да може да бидете пријавени од вашата федерација. Господ на Дубај, интересно е, гледав и некои слики од стрелиштето во среде пустина тамо, кој ќе дувне ветер како очите. Тоа беше еден од најголемите проблеми, не само за нас судиите, бидејќи да ви кажам една работа, сега малку да се навратам на тоа што јас за она другото не, али како судија, пред секое светско првенство, нашиот шеф, кој ни е главен на судиите, пред да излеземе на пистите, ни вика вака: ако сте суди и не сте суд, мора да бидете секој пат на страна на стрелачот. Зашто жалосно е некој 4 години финансира, дава за еден кој бара вајп карта доди на Олимпијада, за неговата земја, да за еден или два голуба не може да ја добие таа вајп карта. И затоа ве молам сите да бидете малку толерантни во дадени моменти. Сега кај што има, ние мораме да се придржаваме према правила и прописи како треба да бидат. Чак што више имаме и жолт картон кој што се дава, и тоа жолт картон. Едино што не можеме другите црвени да ги даваме, тоа се дават кои ги дават, него на тој жолт картон 1-2 па може да му скинат еден голуб, и со тоа фактички од тој еден голуб он да не може да отиде веќе на Олимпијада. Да не исполни нормата. И затоа имаме некои работи кои што мораме да видиме, а посебно во Дубај, 2 пати на ден ни се деси да можем да ни ги перат очите од прашинат. А те како им е на тие што стрелат? Тоа е малце поспецифично, но условите се такви и го испочитуваме, бидејќи од страна на господинот Ал Мактум, шеикот на Дубај, човекот кој што е златна медалја на Олимпијата во Атина,
во дупли трап. Значи во крвта му е овој спорт, финансира. Да, па затоа е он е организатор, а пошто значи тоа не може да го направиме ние овдека, барем јас така од она што го гледаме, не може во Европа да се направи да се фрлат толку пари колку они тоа што го прават, бидејќи по самите награди се гледа дека прво место дава $300,000, второ 200, трето 100. А целокупниот фонд на награди е некаде околу $1,000,000. И не случајно на она пишува тамо Надал Ал-Шеба е местото во пустината, квартот кај што се одржува, а цел Дубај е малтене со билборди и со она направено. И кај што пишува Надал Ал-Шеба 1 million dessert shooting. Стварно е десерт шутинг. Стрелање заради тоа што големи се наградите. Секој најдобар резултат на денот оди $16,000. Тој сака да покаже дека навистина овој спорт и се вреднува и некои велат дека е тоа и аристократски спорт. Баш така е. Јас се сложувам со тоа што таква некоја констатација дал за ова. Вистина треба многу испокоена муниција, а и плюс тоа оружјето. Секој едно оружје. Имате професионалците се на овој спорт, кај што е сега за олимписки дисциплини, бидејќи јас секој пат стојам позади нив и ги гледам. Тука преовладува пераци, берета, бровинг, тие се три оружја кои што се форсирани овој пат во овие дисциплини, за разлика од спортингот. Тамо може и со обични автомати, карабини уствари да се пука.